Почитувани граѓани, невидено економско раслојување на населението во Македонија се случува за време на власта на Груевски. Погледнете. Од 2006 година се случува вртоглав раст на доходот на најбогатите. 1% од населението. За колку? До 2010 година за неверојатни 120%. Доходот на останатите 99% од населението, како што може да видите, бележи речиси незначителен нараст. Во последниве години, јазот помеѓу најбогатите и останатите граѓани е уште повеќе зголемен како резултат на нетранспарентноста на трошењето на народните пари, на рамните даноци и на неефикасниот систем на социјална заштита. Политиките на актуелната власт покажуваат дека тоа и е целта – полнење на џебовите на богатите. Ајде да се фокусираме на социјалниот систем. Иако во една социјална држава е недозволиво да има изедначување на социјалните примања на најбогатите со најсиромашните, во земјава за време на оваа власт се случува токму тоа. Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2013 година, најбогатите 10% од семејствата во Македонија добивале преку социјални трансфери, не вклучувајќи ги и пензиите, во просек по 9400 денари. Ова е скоро исто како и најсиромашните 10%, кои добивале во просек по 10.800 денари. За споредба, во 2006 година, пред Груевски да дојде на власт, најсиромашните 10% преку социјални трансфери, не вклучувајќи ги и пензиите, добивале во просек по 13.000 денари, додека најбогатите 10% добивале по 5.700 денари. Значи, актуелната власт ги намалува социјалните трансфери за најсиромашните, а на сметка на тоа ги зголемува на најбогатите. СДСМ нуди алтернатива. Ние веќе ја промовиравме нашата програма за минимален достојствен приход, чија што главна цел ќе биде излекување од сиромаштија на семејствата во Македонија. Минималниот достојствен приход драстично ќе ја зголеми социјалната помош. Со него секое семејство кое живее во сиромаштија ќе добива дополнителен приход што ќе му овозможи излез од сиромаштијата. Оваа програма ќе биде финансирана на два начини. Првиот е преку подобра распределба на средствата за социјална заштита. Вториот начин е преку кратење на непродуктивните трошоци за споменици, катни гаражи, фасади и нивно пренасочување за подобрување на животниот стандард на сиромашните семејства. Програмата за минимален приход, заедно со потикнувањето на малите и средни предпријатија во Македонија и поголемото одоночување на најбогатите, ќе овозможат вистински резултати во намалување на јазот помеѓу најбогатите и останатите граѓани во земјава. Ви благодарам. Значи, за ова што зборуваме, може да погледнете тука, ова се податоци, кои што не ги измислил. СДСМ, туку ова се податоци на Државниот завод за статистика. Не ги спорам. Јас само прашувам да појасните, за да им биде на граѓаните појасно. Значи, како да што е тоа социјални трансфери, односно што добиле богатите 5000 во времето на СДСМ, сега добиле 10.000, 9.000 кусу, а што добиле сиромашите? Кои се тие социјални трансфери, да ги користат и богатите и сиромашите, односно да го појасните тоа? Значи, во текстот што ви го даваме, ќе видите дека има два PDF фајлови. Тие PDF фајлови се превземени од Државниот завод за статистика и истите можете да ги најдете на нивните официјални страници. Тамо јасно ќе видите дека имате останати, значи, останати примања од социјално осигурување, каде што јасно пишува дека не се вклучени примања по основ на пензиско осигурување. Значи, ова се социјални трансфери без пензии. Државниот завод за статистика прави секоја година проценка колку изнесуваат просечно по семејство во 10 групи на населението. Првата група е, значи, најсиромашните 10%, потоа во 10 групи оди до најбогатите 10%. Сега, ова што се случува кај нас е фрапантно, бидејќи може да видите дека во 2013 година овие останати примања од социјално осигурување, кои што ги примаат
најсиромашните 10% и најбогатите 10% од семејствата се изедначени, а тоа не било така во 2006 година пред Груевски да дојде на власт. Значи, каде што распонот, можете тука јасно да го видите, е спротивен. И тоа во корист на најсиромашните 10% од населението, како и што и треба да биде во една држава. Ние имаме политики како да го надминеме и многу подобро да го алоцираме овие средства.